Секој што има каква било информација за 14 годишната Вања да пријави на 112. Повеќе од 48 часа се трага по исчезнатата 14 годишна Вања од Скопје. Алармот преку социјалните мрежи се вклучи во соседството. На улиците по кои се движела Вања кон училиштето во понеделникот утрото се залепени фотографии со надеж дека некој ќе помогне во нејзиното пронаоѓање. Информациите се дека последниот сигнал од телефонот марка iPhone, кој го носела со себе, е лоциран на булеварот Партизански одреди, спроти универзалната сала во регионот на Дебар-Маало. Полицијата продолжува да го бара девојчето, а во потрагата се вклучи Ловечката федерација на Македонија. Вознемиреноста е на највисоко ниво со оглед на тоа дека Вања исчезна на прометни улици во период кога голем број луѓе одат на работа и деца на училиште. А родителите токму од овој дел на градот подолго време алармираат за инциденти кои ја загрозуваат безбедноста на нивните деца. Општина Центар барала од нив да потпишат петиција за која од надлежните институции ќе бараат механизми за намалување на меѓуврсничкото насилство и девијантно однесување. Од МВР добили и уверување, тврдеше тогаш градоначалникот на Центар, дека до декември голем број полициски службеници ќе патролираат во кругот на Дебар-Маало поради наводите дека добро организирана банда на малолетници напаѓа, малтретира и ограбува деца. Денеска се остварени неколку состаноци со МВР, каде што планираме засилени акции. Побаравме и од нивна страна помош и од денеска се почнуваат засилени акции токму во Дебар-Маало и на сите точки кои што имаме поголема фреквенција на млади луѓе. Родителите од централното подрачје на градот на средба донеле повеќе заклучоци кои биле испратени до надлежните институции, бидејќи според нивните кажувања, групата делувала така што таргетирала некој што во моментов е сам или во помало друштво, заплашува и го напаѓа оној што нема да успее да им побегне. Доаѓаат организирано со повозрасни лица кои ги оставаат да хараат низ Дебар-Маало кај градежен во градскиот парк, кафулињата и сендвичарите каде најчесто се собираат помлади, велат родителите. Често во себе носеле и ладно оружје. Една од клучните точки за кои реагирале родителите на средбата е да не се дозволи да стигне до степен кога децата кои живеат таму веќе нема да можат слободно да излегуваат на своите улици, да играат и да се дружат. Секој што има било каква информација за 14 годишната Вања да пријави на 112.